централен дневник на Канал Плюс, добро вечер. Еве ги настаните на денот кој го одбележаа првиот ден од месец август. Досегашните проекти преку Агенцијата за вработување на Република Македонија и странските инвестиции причини за намалувањето на бројот на невработените во општините во Источна Македонија. Општина Чешиново Облешево периодов активно е посветена на асфалтирање на патишта во населените места, но приоритет е обезбедување на чиста вода за пиење. Некогашното турско село во Виница, Градец, утре е центар на православието. Новоизградената црква Свети Илија ги собира верниците од истокот. Досегашните проекти преку Агенцијата за вработување на Република Македонија и странските инвестиции причини за намалувањето на бројот на невработените во општините во Источна Македонија. По досегашните, во блиска иднина се очекуваат неколку нови странски инвестиции во источниот регион кои ќе отворат нови работни места. Во општините во Источна Македонија се повеќе се забележува пад на бројот на невработени. Тоа е резултат на проектите на владата за поттикнување на вработувањето, но и се поголемиот број на странски инвестиции кои овозможуваат нови работни места. Оваа тенденција ќе продолжи понатаму, истакна председателот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски при неодамнешната посета во Штип, најавувајќи нови странски инвестиции. Во општина Пробиштип, каде е забележан пад на невработеноста за 50%, нови 280 работни места ќе се отворат по изградбата на леарницата, а дополнителни работни места ќе следуваат со уште неколку помали инвестиции. Американската корпорација Амфенол, инвестициите на холандската Антура, како и новоотворените работни места во останатите странски и домашни компании, резултираше со намалување на бројот на невработени во Виница од 3578 лица во 2006 на 1831 лице, а во Кочани невработеноста од 2006 до сега се намали за повеќе од 50%, односно од 11.170 на 5.229 оваа година. Што се однесува до Штип, ако во 2006 биле евидентирани 12.000 невработени, во моментов се 2.000 што активно бараат работа, истакнува Груевски. Кон намалувањето на невработеноста во Штип придонесоа странските инвестиции и тоа Johnson Controls, Technical Textile и Актива, кон кој се приклучува и италијанската Кондево, чија изградба е при крај и во август треба да се опремуваат производните линии, а за краток временски период ќе биде пуштен во употреба и новиот објект на Семак Fashion. Но за нас е интересна компанијата Семак Fashion. Семак Fashion, компанија која се повлекува од пазарите, да речеме, на Блискиот Исток и од Северна Африка. Они сега моментално текстилна фабрика, али брендирана, обезбедуваат текстилни производи, кошули, женски кошули за 2000 брендирани продавници во Европа. Во сите земји. При посетата на Груевски во Штип беше истакнато дека интерес за инвестирање во Штип покажала и германската компанија Майер за изградба на голем дистрибутивен центар. Во Штип кај Три чешми се прави и нова индустријска зона, а се очекува и во следниот период да продолжи трендот на нови инвестиции, што ќе значи и новоотворени работни места во овој град и во источниот дел на Република Македонија. Општина Чешиново Облешево периодов активно е посветена на асфалтирање на патишта во населените места, но приоритет е обезбедување на чиста вода за пиење, зашто проектот за пречистителна станица наскоро ќе започне да се реализира. Инфраструктурното уредување е едно од приоритетите на општина Чешиново Облешево. Интензивно се работи на поврзување на населените места, при што во тек е изградбата на патниот правец меѓу селата Теранци и Видовиште, како и Борилчево Аргулица, кој ќе ги поврзе општините Чешиново Облешево и Карбинци. По изградбата на мостот на река Злетовица, кој беше од големо значење на жителите од населените места во Осоговските планини, се пристапи кон завршувањето на канализационите мрежи во повеќе населени места. Завршивме канализационата мрежа во населено место Облешево, во населено место Кучичино. Активно се работи на канализационата мрежа во село Чифлик. Веќе започнуваме и со два нови проекти, тоа са наскоро треба да започнат изработка на канализациона мрежа во населено место Спанчево и во населено место Соколарци.
Значаен е и проектот за прочистителна станица која ќе поврзува повеќе населени места, истакнува градоначалникот Костадин Личков. Во текот на оваа недела ќе започне да се реализира проект кој се однесува токму на водата за пиење во општина Чешиново Облешево. На 4 август го отвараме понудите за еден од најгорчливите проблеми на општината Чешиново Облешево, тоа е водата за пиење. Веќе започнуваме со тоа за изградба на нови водоводни мрежи за населените места Облешево, Чифлик, Чешиново и Уларци. Овој проект од големо значење, голема благодарност до владата на Република Македонија и до сите институции што излезеа во пресрет овој проект веќе да започне. Значи тоа е тековен проект кој се ланчано врзани овие населени места. Веќе го потпишавме договорот со општина Кочани, кој таму кој ќе ја зема филтрираната вода и ќе ја дистрибуираме во овие населени места и тековно ќе се работи етапно село по село и мислам дека овие граѓани заслужуваат за тоа нешто и да имаат питка вода за пиење. Проблемот со водата за пиење настанал по обилните врнежи од дожд и поплавите во текот на оваа, но и минатата година. Нема никаква пречка соодветно термички третираните производи и нуспроизводи од говедско месо да се извезуваат на рускиот пазар, информираат од Агенцијата за храна и ветеринарство. Поведената забрана за увоз на говеда, месо и на други месни производи од Македонија во Русија поради појавата на болеста јазлеста кожа во нашата земја, како што посочуваат од агенцијата, е од времен карактер и се однесува исклучиво на живи животни, на месо и производи од говедско месо кои не се соодветно термички третирани, како и на нуспроизводи од говеда, односно кожа која не е соодветно третирана, информираат од агенцијата. Во втората половина на месец август ќе започнат градежните активности за уредување на археолошкиот локалитет во село Мородвис. Средствата во износ од 30.000 швајцарски франци за партнерно уредување на овој локалитет се обезбедени од швајцарската влада преку програмата што се реализира преку Источниот плански регион. Општина Зрновци ќе го уредува археолошкиот локалитет во село Мородвис со 30.000 швајцарски франци. Освен поплочување на двете улици кои водат до локалитетот, целиот простор ќе биде хортикултурно уреден, со што овој запоставен археолошки простор ќе блесне во полн сјај. Овде се работи за уредување на двете улици кои што се протегаат околу самиот археолошки локалитет. Овие улици ќе бидат поплочени со бекатон плочки и тоа исто така, значи и земјаните вади кои што се протегаат во непосредна близина ќе бидат истите бетонирани, значи канализирани со цел да можеме да офатиме атмосферската вода која што тука навистина на моменти знае да направи проблем. Овде ќе биде изграден еден летниковец и тоа исто така ќе биде поставено целокупната урбана опрема, како што се клупи, канделабри за осветлување, патики за шетање, за движење, неколку цвеќарници, така да очекувам дека самиот простор околу локалитетот навистина ќе го промениме, ќе смениме сликата што има во моментот. Источниот регион со уредување на овој значаен археолошки локалитет кој бил составен дел на стариот римски град Моробиздон ќе добие уште едно место во кое посетителите ќе може да уживаат. Неодамна во село Мородвис беше асфалтирана улицата Димче Петров во должина од 350 метри, широчина 4 метри. Финансиските средства во износ од 1,9 милиони денари ги обезбеди Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој. На иницијатива на општина Берово, денес во пресрет на најголемиот национален празник Илинден пред спортската сала Македонски бранители во Берово беше откриена спомен плоча со имињата на четворицата бранители од Берово што ги дадоа своите животи за Македонија во воениот конфликт од 2001 година. Четворицата бранители од Берово кои ги дадоа своите животи за Македонија во воениот конфликт од 2001 година добија спомен обележие по барање на роднините на беровските херои, а по иницијатива на општина Берово и градоначалникот Начински, денес во пресрет на големиот национален празник Илинден пред спортската сала која го носи името Македонски бранители беше откриена спомен плочата со имињата на четворицата бранители. Почувствував дека имаше празнина во тоа што името на нашата спортска сала беше Македонски бранители, а нивните имиња ги немаше. Затоа оценив дека нивните имиња треба да видат
длабоко врежани на објектот кој секогаш ќе ги носи нивните имиња. Мислам дека тоа не може да го пополни, да ја пополни празнината што ја имаат нивните најблиски, нивните родители, но сепак тоа се наши сограѓани кои го дадоа најскапото, најценетото за Македонија и заслужуваат, зашто тие се наш репрезент за храброста што ја имаме ние малешевци. Емотивно и со многу солзи, роднините го следеа откривањето на плочата, на која врежани ќе останат имињата на Мирчовски Љупчо, Бубевски Зоран, Двојаковски Димитар и Пехчевски Никола. После 15 години се постави спомен плочата да им има имињата. Оти македонски бранители се сите, а секаде има споменици, тука немаш и ние сме благодарни за това. Доволно е. Мајка сум. Болката секој ден се поголема, ама нешто со тоа белка ќе се посмири без да ги има нивните имиња, да се сеќават граѓаните на Берово за нив. Оти не е лесно животот да си го дадат на 25 години за таа држава. Многу благодарност до градоначалникот, многу благодарност до народот македонски. Тоа е нашите браќа загина за земја Македонија. Нема што повеќе да се каже, полката е поголема и се почесто иде. Цвеќиња пред нивната спомен плоча положија делегација од општина Берово, Советот на општина Берово, представници од Сдруженијето на резервни воени официри и представници од општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ. Некогашното турско село во Виница, Градец, утре е центар на православието. Новоизградената црква Свети Илија со својата местоположба ги собира верниците од истокот, но само за празникот. Преку годината бројот на венчавки и крштевки рапидно опаѓа. Храмот Свети Пророк Илија во село Градец утре рано изутрина ги отвара вратите за верниците од Виничко и соседството. Подготовките течат цели 2 недели, а се очекуваат околу 1000 верници за ручек и слава. По повод тој празник се служи утрина со литургиска богослужба, потоа се сече во 10 часот славски колач, се свети вода за здравје населението и во 2 часот се дели црковен ручек за здравје и среќа и напредок на народот. Овој храм беше осветен 2011 година како прв православен објект во некогашното турско село, а годинава се градат камбанарија и нова крштелна, но венчавките и крштевките се ситнат. 4-5 дечиња крстени, сега за овој период за овие 2 недели има најавено 3 крштевки и 2 венчавки. Па секако дека е малку, према другите години имало 6 до 7, 8 до 10 венчавки, сега има само 2 венчавки, за кажем, за овој период. Селото со својата местоположба во подножјето на Плачковица има природен потенцијал, но лоша инфраструктура, а брои преку 1000 активни жители и 100 семејства кои се трајно или привремено иселени од овде. Викендов во Делчево се одржа 5-тиот поред меѓународен фестивал на хумор и сатира Пијанец 2016, во рамки на кој се одржа и првата ликовна колонија на карикатури во Делчево. Традиционално, како и секоја година на интернационалната вечер на афоризми, учество зедоа познати сатиричари од Македонија, Србија и Бугарија. Викендов во Делчево се одржа 5-то издание на меѓународниот фестивал за хумор и сатира Пијанец 2016. Во рамки на истиот се одржа првата ликовна колонија на карикатури во Делчево под менторство на карикатуристите Миро Ѓоргиевски, Јордан Попилиев и Славчо Савов од Бугарија, а во кој учество зедоа ученици од основните и средното училиште. Веќе некои деца се оформени, мислам за она возраст на која што се тие се оформени како цртачи, се разбира допрва треба и да се работи со познати ликовни уметници да работат со нив, а и тие самите на себе.
но ние ветуваме дека една ваква колонија поради навистина добриот интерес, дека ќе одржиме уште една ваква ликовна колонија. Јас имам една бронзена награда и една специјална награда од досегашните фестивали кои се прават тука во Делчево. Една специјална награда, којато там има една од моите награди. Пред делчевската публика промовирана беше и книгата на илустрирани еротски афоризми "Будење на петелот". Првата илустрирана антологија на еротски афоризми во кој се застапени афористичари скоро од сите држави на Балканот, плюс афористичари од Полска и од Русија. Ова е нешто ново во областа на сатирата и карикатурата. Јас цртам карикатури на афоризми кои што Миле, големиот афористичар, не е по знак на водници, него на вистина е така, ми ги праќа. Конкретно во ова книга што ја имаме направено, јас ги илустрирав некаде околу 150 афористичари. Во интернационалната вечер на балкански афоризми учество зедоа познати афористичари од Македонија и Србија. Ческата публика на вистина веќе стана рафинирана во однос на афоризмите и сатиричните остварувања. Знае што е убаво, знае што е квалитетно и секојаш е во голем број тука. Јас сум четврти пат у Делчево. По четврти пат сум во Делчево, а поводот е секогаш исти. Секогаш одличен е пристапот на публиката и овој фестивал треба да биде секоја година. Мислим да овој фестивал треба одржати. Луѓето највеќе реагираат и најмногу ги сакаат афоризмите со машко-женски односи и на релаксирачките афоризми, бидејќи доста име од политика, од маки и од сиромаштија. Во фојето на спомендомот Аснон беше отворена изложбата на карикатура, посветена на 50 годишниот јубилеј од кариерата на Јордан Попилиев. Тоа е една ретроспективна, нарекуваме како ретроспективна изложба, дела кои што останале, некои се најдобри дела се наградени и останати тамо во фестивалите. Фестивалот годинава го организираше општина Делчево со финансиска подршка од Министерството за култура во рамки на топлиот културен бран, а во соработка со националната установа Центар за култура Никола Јонков Апцаров. Групата Исламска држава издаде повик до своите членови за света војна против Русија во позадина на ескалацијата на борбите во Сирија. Слушај Путин, ке дојдеме во Русија и ке ве убиваме во вашите домови. Оваа закана е објавена во 9-минутен материјал на интернет од синоќа. Автентичноста на записот, на кој се прикажани маскирани милитанти како напаѓаат оклопни транспортери во пустината, не е потврдена. Ова е втор повик за џихад против Русија поминато октомврискиот, кој се случи по почетокот на војната интервенција на Москва во сирискиот конфликт. На крајот на истиот месец, руски авион со 224 патници беше срушен над Египет, а одговорноста ја презедоа локални џихадисти кои се заколнале во верноста на Исламска држава. Италијанските бродови кои патролираат Келибискиот брег за 4 дена спасиле 6000 мигранти. Од водата биле извлечени 2 безживотни тела. Според последните информации од УНХЦР, од почетокот на годината во Италија по морски пат пристигнале 89.217 лица, воглавно од посахарска Африка, што е приближно истиот број забележан во овој период минатата година. Од друга страна, во обидите да го поминат Средоземното море во истиот период, животот го загубиле повеќе од 3000 мигранти, што е повеќе од 50% во споредба со минатата година. Несреќата со туристичкиот балон со топол воздух кој се запали на Тексас и уби најмалку 16 лица може да е предизвикана од судир со далновод. Според Агенцијата за истражување на авијацијски несреќи во САД, се уште не е јасно дали судирот се случил по или пред палењето на балонот, соопштува NBC. Ова е една од најсмртоносните несреќи во историјата на балонизмот. Инцидентот се случи во 8:40 часот по локално време во саботата во близина на Локхарт, Тексас, на околу 30 мили јужно од Остин.
Фудбалските третолигаши започнаа со пријателските фудбалски надпревари во насока на што подобри подготовки за новата сезона. На градскиот стадион во Делчево се играше надпревар помеѓу Брегалница Делчево и Малешот Берево, надпревар кој заврши со резултат 1:2. Иако домакините имаа водство од 1:0, гостите од Берево во текот на второто полувреме направија целосен пресврат и заминаа со победа дома. Следниот пријателски дуел помеѓу овие две екипи е веќе оваа среда, ќе се игра на градскиот стадион во Берево. Фудбал се играше и во Кочани. Третолигашот Согово, иако губеше со 2:0 од новиот второлигаш Вардар од Неготино, сепак успеа да се спаси од пораз со головите на Аксентиев во последните минути од надпреварот. Планината Голак нуди одлични услови за параглајдерство. Ако се има предвид искуството на планинарското спортско друштво Голак од Делчево, кои деновиве имаа параглајдерски летови по планината Јабланица, според нивните зборови повеќе од сигурно е дека Голак по ништо не заостанува кога е во прашање овој спорт. Само тројца успеавме да летаме, бидејќи едниот од членовите имаше повреда на коленото. Се надевам дека во наредниот период некои од членовите кои што летавме со параглајдер активно ќе почне да се занимава со параглајдерство. Нашата планина Голак има навистина прекрасни услови за параглајдерство и така што претпоставам дека во иднина ќе почнеме да се занимаваме и активно со параглајдерство во нашето планинарско спортско друштво Голак Делчево. Инаку кога сме кај планинарското спортско друштво Голак, деновиве планинарите од ова планинарско друштво ги вршат последните подготовки за планинарската маршрута до врвот Чавка, долга 12 километри, патека која е соодветно маркирана и на која деновиве треба да бидат поставени планинарски таблички и патокази. 6 и 7 август, тоест денови сабота и недела, планираме да го реализираме вториот планинарски меѓународен марш Голак 2016. Така што почеток на маршот ќе биде ден на сабота во 9 часот кај паркингот позади новиот соборен храм во центарот на Делчево. И покрај тоа што се годишни одмори, сепак пројави голем интерес за овој наш втор меѓународен планинарски марш. Повеќе планинари од повеќе градови на Република Македонија, како и планинари од 3 градови во Република Бугарија. За секој учесник ќе обезбедиме ручек од покровителство на градоначалникот на општина Делчево Дарко Шефтански. Инаку за сите планинарски друштва, како и за највозрастниот и за најмладиот планинар, ќе доделиме и благодарници. Инаку пријавувањето за планинарскиот марш до Чавка е најдосна до 4 август четврток, а своето учество сите заинтересирани можат да го пријават кај претседателот на планинарското спортско друштво Голак Љупчо Чучуковски. Ова беше се во вториот дневник на Канал Плюс. Се гледаме повторно во 23 часот, термин за третиот дневник на Канал Плюс. Пријатно!